Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани граѓани на општина Валандово. Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 12-тата редовна седница на Советот на општина Валандово. На денешната седница се присутни 14 советници, со што констатирам дека Советот може да носи полноправно одлуки. За работа на 12-тата редовна седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал од 01.01.2026 година до 30.06.2026 година. Точка 2. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2026 година. Точка 3. Предлог одлука за сопствено учество во реализација на проект изградба на детска градинка во општина Валандово. Точка 4. Предлог одлука за измена на одлуката за сопствено учество во реализација на проект реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово. Точка 5. Годишен извештај за работа на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Валандово за учебната 2025-2026 година. Точка 6. Годишна програма за работа на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Валандово за учебната 2026-2027 година. Точка 7. Годишен извештај за работата на Основното општинско училиште Страшов Пинџур од село Јосипово за учебната 2025-2026 година. Точка 8. Годишна програма за работа на Основното општинско училиште Страшов Пинџур од Јосипово за учебната 2026-2027 година. Точка 9. Предлог решение за именување на представник на општина Валандово во училишниот одбор на Основното општинско училиште Страшов Пинџур од село Јосипово. Точка 10. Предлог решение за именување на членови на управниот одбор на јавното претпријатие Комунален сервис од Валандово. Точка 11. Предлог решение за именување на член на надзорниот одбор за вршење контрола на материјалното финансиско работење на јавното претпријатие Комунален сервис од Валандово. Точка 12. Предлог одлука за давање закуп на недвижна ствар сопственост на општина Валандово на катастарска парцела број 1353 КО Брајковци. Точка 13. Предлог одлука за продажба на недвижна ствар сопственост на општина Валандово на катастарска парцела број 515/4 КО Раброво. Точка 14. Предлог програма за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2026 година. Точка 15. Предлог одлука за измена и дополнување на одлука за определување на централни и основни училишта на подрачјето на општина Валандово. Точка 16. Предлог одлука за прифаќање на донација столчиња за трибини на фудбалските игралишта на територијата на општина Валандово од Фудбалската федерација на Македонија. Точка 17. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на населено место Јосипово. Точка 18. Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово во првите 6 месеци од 2026 година. Точка 19. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на Клуб Гоце Делчев од Валандово во износ од 105.000 динари. Точка 20. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на културно-уметничкото друштво Бахар Чалапи од Валандово за реализација на програмски активности и учество на меѓународен фолклорен фестивал во износ од 111.000 динари. Точка 21. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на КФМ проектот Јосипово за настап во групната фаза на УЕФА футсал лигата на шампионите во износ од 200.000 динари. Точка 22. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Победа од Валандово за реализација на тековните активности во престојната натпреварувачка сезона во износ од 350.000 динари. Точка 23. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Ударник од Пирава за реализација на тековните активности во престојната натпреварувачка сезона во износ од 350.000 динари. Точка 24. Предлог одлука за одобрување на финансиска помош за лекување на Душан Готик од село Марвинци во износ од 60.000 динари. Отварам расправа по однос на точките од дневниот ред. Дали некој бара збор? Повеќе анализ. Благодарам. Сакам да ја запознам јавноста во врска со оваа седница дека дел од советниците од опозицијата имаат поднесено до вас председателите барање. Во барањето се писмено барање, согласно деловникот, односно член 45 и член 64,
Деловникот за работа на Советот на општина Валандово, како и согласно член 36 од Законот за локална самоуправа, со кој се бара на денешната седница да присуствуваат директорите на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово и директорката на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово. Барањето, си да знаеме од кој причина е поднесло и поради тоа што во изминатиот период се предизвика сериозна загриженост кај граѓаните од самите настани што се подија и тие се директно поврзани со здравјето и безбедноста на населението. Ние како Совет имаме обврска да бараме отчетност од директорите на јавните предпријатија и јавните установи, а особено кога станува збор за прашања од ваков јавен интерес. Во самото барање беше наведено директорите да достават документација со која што располагаат пред седницата на Советот, како би имале време советниците да се запознаат со содржината на документацијата, меѓутоа од причина што не добивме ние никаква документација пред почетокот на седницата, сакам да ве прашам дали директорите беа уредно и навремено поканети, кога им се достави поканата, дали ќе присуствуваат и доколку не присуствуваат, дали имаат оправдано своето отсуство, затоа што сметам дека по вакви прашања и настани поврзани со институциите кои што тие ги водат, треба да им биде обврска да бидат транспарентни. Па во таа смисла би сакала да не појасните дали ќе дојдат до советничките прашања, дали ќе им достават документација и слично. Благодарам. Благодарам, Марица. Значи вака. Прво до мене не е стигнато тоа барање. Ми беше спомнато дека има нешто. И јас како што знам, вие имате до комуналното и до градинката доставено писмено барање да ви достават податоци во писмена форма, кои што верувам дека ќе ви бидат доставено на време. За денес барањето, пак ќе кажам, не е доставено до мене и сметам дека не би требало на денешната седница да бидат присутни тие директори. Не гледам основ да ги повикаме. Тука е градоначалникот, си имате доставено вие писмено барање за податоци, кои што ќе ви бидат доставени уредно, така да мислам дека нема да има изоставување на податоците. Барањето кои што ги имате доставено до директорите ќе ви бидат одговорени и ќе ви бидат доставени потребните податоци кои што ви барате. А инаку барање до мен нема. Може. Ајде се да објасниме барањето е поднесено преку архивата на општина Валандово и има приемен печат од 37.2026 година и гласи до председателот на Советот на општина Валандово може да го забележи и камерата. Барањето е веднаш доставено, значи може да ви го проследат. Не знам дали сега вие сметате, меѓутоа ние не сметаме дека не треба да бидат присутни кога зборуваме за решение за издадење на водата, не треба да се пие. Имаме многу прашања и ние како советници, верувам и вие, верувам и граѓаните, да. Исто така, до јавното предпријатие Комунален сервис се добиени одредени информации, меѓутоа не е лошо тука да биде директорот да ги појасни. Не знам, директори се на јавни институции имаат обврска според деловник да одговорат на советнички прашања кога ги бараме. Директорката на Детската градинка Калинка се уште нема дадено никаков одговор доставено до нас. Значи, ние имаме барани информации и од Институтот за јавно здравје, кога веќе бараме темата. Меѓутоа немаме и од таму никакви информации кои што би одговориле на нашите прашања. Тие причини сметам дека директорите и како имаат обврска да се појават тука пред Советот, пред јавноста, пред граѓаните и да дадат отчет за својата работа. И сметам дека нивното евентуално непојавување е класично непочитување како на Советот, така и на граѓаните. Благодарам. Пак ќе речам, барање до мене нема стигнато. Дали е настаната некоја грешка, не е спроведено или како и да е, барањето јас го немам добиено. Од друга страна, доколку некој не би сакал да ви достави информации или било што, немаше да ги имате ни тие конкретни информации кои што викате дека ги имате добиено од комуналното. Точно, дали имате рок за одговор на тоа барање? Тоа не ги амнестира од нивното седница. Не спорно. Значи зборувате дека имате доставено барање. И јас ви реков, верувам дека директорите ќе се одговорат на времено во рокот кој што го имат, ќе ви ги достават потребните информации
И не гледам зошто мислите дека ги избегнуваат појавувањата. Значи не беа известени, еве кажувам дека не беа известени. Поради тоа што пак ќе потенцирам, барање до мене нема стигнат. Дали е грешка соопштината, недоразбирање, стасало, не стасало, еве не знам. Доколку го има, ќе се разгледа барањето, ќе имаме секако уште една седница, па ќе видиме, директорите ќе бидат присутни, никој не бега од одговорност, од одговори пред граѓаните. Така да ред, меѓутоа, цените да се дополнат. Меѓутоа, никој не вика дека ние тука, советниците од опозицијата, ние не сме суд, за нас да ни одговара. Те имаат одговорност пред граѓаните, треба тука одговорно да се појават. Не треба да ги бараме за да објаснат такви прашања. Прашањата се толку голем јавен интерес, толку го вознемирија народот, значи може да дојдете да му објаснат на народот зашто се работи. Ама ако не се поканети, како да присуствувате? Градоначалниче ви работи ли архивата? Еве имаме приемен печат. Зошто не е следено? Би можела да ми одговорите, да. Поверите началник. Во овој момент, како што знаете, и целата јавност знае, општинската зграда се реконструира. Точно го знаете. Во овој период, поголем дел од вработените се и на годишни одмори. Дали, каде, зошто комуникацијата не била навремена, тоа е веќе друго прашање. А тоа треба да ги прашате вашите у партија како работат и дали работат. Затоа што повеќе личи на општински штаб на СДСМ отколку на општинска администрација, прво, а на прашањата кои што имате јавен интерес да ги одговорите пред граѓаните, ви стојам на располагање. Тоа што јас имам като информација. Мислам дека уредно ви даде одговор председателката на Советот дека до не такво барање нема стигнато. Ама заверено е, значи работи некој во општината. Не е на одмор. Работи, го заверил. Градоначалник, се извинувам на кратко. Дали ќе може да ми кажеш кои членови ми ги потенциравте? 40, 64 и 36 од Закон за локална самоуправа. А 40, 64 од деловникот за работа. Значи, ајде се да објасниме. Вие викате на одмор сте, може не работеле, затајала комуникацијата. Ама очевидно не затајала, некој го примил барањето. Некој го примил барањето, зашто не го проследил до председателката, треба нели да видите зошто не е проследено. Друго да ви кажам, градоначалник, како таму е претворено во штаб на СДСМ, вие водите општината. Видете таму, имате законски основ да ги санкционирате. Не треба јас да дојдам. Прашајте ги нив, во партија прашајте зошто не стигнал. Не ги прашам, јас со вас тука сега разговарам. Не ме интересираат вашите вработени кога доаѓаат на работа, што прават на работно место. Вие сте им надреден. Можете да ги казвате со благодарам. Мислам дека премногу ја одолговречевме во однос на ова. Пак ќе речам, кога ќе биде стигнато барањето кај мене, ќе имаме совет на крајот на месецот, никој не бега од одговори. Градоначалникот е тука, верувам дека и тој е запознат со ситуацијата, така да доколку имате некои прашања, ќе може на крај на совет да ми ги поставите. Веќе имате доставено писмено барање, ќе добиете одговори и мислам дека нема никаков проблем. Нема потреба да се крева дополнително, ајде да не речам фама, околу ова. Се настануваат грешки, не е спорно. Во ред, ќе ги коригираме, доколку го има, ќе се разгледа барањето, ќе се повикаат директорите ако треба за наредниот совет. Вие во секој момент можете да отидете во институциите, да се добиете одговор на тоа што го барате и не гледам зошто би имало проблем и зошто некој би избегнува присуство. Директор на јавна институција не треба да биде присутен кога водата не му е за пиење. Не може да кажам повеќе, добра, ајде да предупредам. Загрижени сте премногу за водата за пиење. Да, за тоа пијам кисела. А не сте били Супер, загрижени 8 колешке. години, а сте треба. Не, градоначалник, се извинувам. Јас морам да го кажам, ова е процедурално, кога веќе почнавме, бидејќи се работи за здравието на граѓаните и сите сме загрижени за тоа, небитно кој од која партија, сите пиеме од оваа вода, сите сме овде и ќе си помислев дека стварно сте загрижени за здравието на граѓаните, меѓутоа не сте, заради тоа што пред не цела година, еве да речам, јас на своја кожа осетив, а и колегата од Пирава, Крстка Тодоров, осети на своја кожа дека во водата во Пирава наместо хлор беше ставено бензин. Зошто тогаш не реагиравте, не се заангажиравте, барате одговорност, одговори,
прашања, кој направил грешка, како била направена грешката, туку ги закривавте работите, 3 пати го празнете базентот, па праќавте институции да земаат испитување да прават на водата. Тогаш не бевте загрижени? Или бевте загрижени само за граѓаните за Валандова, не за граѓаните за Перал? Ако не е така, еве колегата Крсте, нека каже дали не беше така и дали не беше ставено бензин во водата во Пирал. Секој граѓанин може да поднесе... Може ли да завршам, колешке, во ред? Само зборувам за вашата селектирана загриженост. Кога сте во опозиција, тогаш не сте загрижени, може и да се прикрие тоа, може и да помине така, меѓутоа кога сте во опозиција, кога некој друг е на власт, тогаш сте премногу загрижени, барате одговори, барате одговорност и не знам што. Зошто тогаш еден не се јави и не прашат, чека да прашаме кој направи таа грешка и кој наместо хлор стави бензин во водата во Пирал? Што можеше да се деси? Дали знаете? Не. Не знаете, да завршам и ќе ви дозволам. Тогаш беше советник на... Не е коректно и не е фер. Колешке ќе ме замолам, да завршам. Не е коректно и не е фер. Кога станува збор за здравјето на граѓаните, нема калкулации, нема играње, нема игри задкулисни. Се работи за секој еден од нас. Не може да некој да биде привилегиран и демек да придаваме на значење, другите да не бидат. Не е битно кој е на власт, кој е во опозиција. Сите живееме овде. Сите ја пиеме истата вода. Јас осетив на своја кожа и жално е што го зборувам ова сега, да влезеш да се тушираш и цел да не знаеш во моментот дека е ставен бензин во водата, цела недела снагата ми мирисаше на бензин. Мислам, жално е. Да се прикрива тоа. Ниту известување ни едно немаше од комуналното дека водата не е за пиење. Тоест не е за никаква употреба, не за пиење. Немојте да собираме само политички поени. Не е фер и не е коректно. Ако стварно сте загрижени, имало многу ситуации каде што стварно може да се реагира. Секој се труди да направиме нешто подобро за граѓаните, да ги заштитиме граѓаните, да обезбедиме добри услови за живот, чиста вода за пиење, ама вака да се препукуваме и тоа да викаме не сака директорот да дојде, не сака не знам кој да... Добро, сега не се тука. Дали имате доставено барање? Имате. Ке се ги добиете одговорите, ке бидат еве, јавно ви кажам, на наредната седница, ке ги повикаме и директорите, градоначалникот ви е тука, ке ви одговара, доколку нешто фали, да дополниме. Нема потреба да се стварат вакви непријатни ситуации. И да се вика дека некој не е загрижен, или не сака да дава одговор, или не го личи да биде овде. Еве, пак ќе кажам, не беше доставено барањето до мене. Директорите не се дојдени поради тоа што не се известени. Немојте да ја барате вината во нив. Јас ја преземам вината, еве ќе речам, не га поканати, немаше барање до мене. Меѓутоа, еве ветувам на наредниот совет ќе бидат присутни овде. Па повелете и поставете им прашање. А сега го имате и градоначалникот, доколку имате нешто дополнително, секој може да се достави барања до директорот, до градоначалникот, до кого и да се добија во временски рок одговор на тие прашања. Повеле. Сега кога зборувате за водата во Пирала, тоа е разликата, председателите. Директорот на комунален сервис беше тука и го праша на лице место пред јавност и пред граѓаните. Добро, и Директор, затоа зборувам, зошто не е присутен директорот сега на комунален сервис. Што одговори директорот? Може ли сега да завршам без парламентарно да слушам и не би се уфрлила во збор. Значи, што одговори директорот си има во записите. Друго да ви кажам. Значи, вие сега сами заклучувате дали треба, дали не треба да бидат присутни. Просто не си известени и тука треба да заврши муаветот. Јас сама не одговарам за тоа дали е добро, дали е лошо. Јас имам прашања. Јас немам заклучоци. Јас имам прашања. Токму од таа причина барам да видат тука директорите. Да, градоначалникот е тука. Меѓутоа јас сакам да ги прашам директорите, не икам градоначалникот секогаш да го прашувам за се. Градоначалникот ќе го прашам за теми што се поврзани со работата, што он ја работи, зошто не се директорите. Сакам ние да ги прашам, меѓутоа да заклучиме. Не се поканите, ќе дојдат на наредната седница, пак ќе ги прашаме повторно. Да, само секунда, колега, извини, го реков тој на почетокот. Не сум известна за барањето, поради тоа и не се поканете.
Толку. Ветувам на наредниот совет, еве, ќе бидат уредно поканети директорите, слободно поставувајте им прашање. Повели колега. Благодарам, председателке. Мене ми е жал ова е процедурално или барањето на час да присустват директорите на оваа седница, што ја симневте повторна политичка дебата и не знам дали општината, дали советот било општинска организација на СДС и слично ред други обвинувања. Значи ние зборуваме едно, интересот на граѓаните. Јас сум еден од тие што бев присутен во детската градинка за да земам информација или да архивирам барање, затоа што претходна директорката не сакаше да ни даде копии или доволно информации, па рече ајде обратете се писмено, па после му се враќаме писмено, па не сака да ја архивира, па после пола сат сега ајде сега можеме да ја архивираме некако, значи има некој си спор, па сега па општината го архивира, ама после ја изгубило, ако ја вратите снимката на нас, дека дека нешто слушна, ама не го дојде. За барањата кај директорите. Моментално, сега зборувам јас. Значи, очигледно, има некој вознемирување од ваша страна, еве, што се нервирате, така да ние очекуваме, еве, барем на следната седница, нека да директорите на институциите и нека објаснат. Не е нисо страшно. Одека можам сега јас да обвинам во калково мири се нафта историите во владата, сте имале советници и тогаш тие поставиле прашање, може да кажат се и се што и испитување да направат и да го докажат тоа или слично. Значи, може да се обвинуваме ние до утре сабање. Може да ги кажам сега директорите или директорката што прават, како прават, ама тие се само обвинувања без докази. Така да, ние не заклучуваме, ние сакаме да прашаме само. Не знам зашто толку се дигна фама, така, вака, онака. Значи, има, ако и барањето што беше доставено до комуналниот сервис, ако сакате прашајте го директорот, не е архивиран ни таа барање. А и барањето јас што го однесов кај директорката, не ја архивираше, јас барањето го вратив назад од детската кладинка, па после се јава, ај сега може. Или слично и со оваа барање. Така да, безпотребно може да збориме се и се што, но очигледно вие се вознемирувате за некои работи, па ќе го видиме во наредните периоди. Благодарам. Ајде да расчистиме некои работи. Јас спомнав за барањата дека за кои што ги имате доставено до Калинка и до комуналното предпријатие. Дека имате доставено писмени барања. Тоа што не ви е архивирано барањето, така викате вие, не знам, за во комуналното, така? И комуналното и детската градинка. Не сакаше да ја архивира. Пратите го по пошта, колега. Пратите го по пошта. Ако веќе некој ви покажува отпор, значи има начин за се. Моментот кој што сакам јас да го потенцирам, дека не е грешката нивна на директорите, дека не се поради нивното отсуство од денешната седница. Не се известени. Меѓутоа, пак ќе повторам, еве на наредниот совет ќе бидат присутни тука. Дали треба некој да се плаши од нешто? Не гледам зошто некој би се плашал. Нема зошто. Градоначалникот е тука, поставките се терат, институциите работат, така да на крај ќе видиме што е точно, што било, како не. Политички тука никој не започна, моментот беше не. Дозволете да завршам. Бар за мене. Зборуваме за вашата загриженост. Јас само прашав, зошто тогаш никој не беше загрижен? Тоа го прашав. Еби колегата од Пирава може да каже дали имаше нафта тоест бензин во водата или немаше. Дали не се чистеше 3 пати резервоарот пред да се земат да се направат да се земат мострите за испитување. Само толку прашав. Не може да биде загриженоста селективна. Не може денес да сме загрижени, а утре кога ќе бидеме власт, ќе прекриеме или не знам што ќе направиме. Секој еден ќе се одговара за оно што го има направено. Институциите ќе си ги завршат своите работи и секој ќе си понесе одговорност за оно што го има направено. Толку. Доколку нема некој ништо друго, само мора да објаснам. Кој е граначално? Еве, би сакал да го прашам почитуваниот советник Фетиков, за да не излезе за јавноста, гледам никој не реагира, врз основа на кој закон поднесовте вие писмени барања да добиете одговори до директорите? Врз основа на кој закон? Врз основа на закон за слободен пристап на информации или во улога на советници? Во
или во улога на граѓани. Се знае по закон каде може писмено да одговараат и каде да даваат податоци. Во која форма и на кое место директорите. Ако им текне сега на 100 граѓани да носат да бараат од директорите информации, ние сме набор граѓани, овде сте советници, јас сум градоначалник. Од институцијата градоначалник можам да барам информации. Од институцијата совет, вие како советници може да барат. Ама како обичен граѓанин, некој да бидеш истражен орган, мислам дека правилно постапиле директорите ако не би одговорили. През основа на закон за слободен пристап до информации, секој граѓанин има право да повара информација за одредено прашање од било која институција. А да одиме насилно по канцелариите на директорите и да им кажуваме, вадете ги документите, што сте вие полицајци? Или истражни органи? Прочитайте си го законот за слободен пристап за информации и во тој случај како граѓанин ќе добиете одговор, а како советник ќе добиете овде, на некоја, веројатно на наредната седница, како што разбрав од председателката на совет. А во врска со тоа, за фамата и хистеријата, знам дека ќе ви биде тешко до нова година, многу проекти ќе се реализираат во општината и ова ви е станка за спасот. И одговорам уште еднаш на јавноста. За 8 години од законските 16 чиоки анализи на водата кои имале обврска да ја направат, директорите на јавното комунално предпријатие имаат направено само 2. Дали е тоа грижа за безбедност и здравјето на граѓаните? Грижа е ако во водата за пиење која што ја користат граѓаните е било што откриено што е надвор од правилникот за безбедност на водата за пиење и веднаш да се алармира. Да се алармира граѓаните да не ја консумираат, да не ја користат водата за пиење. Летен период е, сите знаеме што може да се случи. Може да затаи хлоринатор, може да затаи да пукне линија. Во секој момент да настане било каква хаварија. За жал или за среќа, ние во општината немаме еден водовод, со се градскиот водовод имаме 9 вкупно. А знаете ли на колку има хлоринатори од 9? Само на градскиот водовод во Валандово. Имаше на секој водовод пред 20 години хлоринатори. Зошто досега сите директори што биле на јавното комунално предпријатие и општината не алармирале дека водата во Валандово хлорот се дозира така, по некоја си пресметка, од чише се истора. Дали е дозволиво 8 години да не се набави ниту еден хлоринатор за населените места? Дали тие луѓе не се во оваа општина? Не знаеме дали хлорот во чешмите што ќе потече над дозволената граница или во рамки на пропишаната граница, затоа што и хлорот е штетен ако е над дозволеното, ако знаете сите е отровен ако е над дозволеното. Затоа исторајќи од чишиња хлор, погрешно истуриле од чише бензин за косење во Пирава. Ако има хлоринатор, ниту бензин ќе ставеле, ниту ништо. Било каква човечка грешка нема да се случи. Сега сме наред да купуваме хлоринатори. Во 21 век од 9 водоводи имаме само на еден хлоринатор. Наместо да се засрамите, да се скриете под некој тепих, ви од овде од говорница галама креват. Мислам дека хистеријата и паниката што ја создадовте меѓу луѓето, верувајте, јас сум бил директор пред 20 години, тука некој во градинка бил од вас на таа институција. Точно знам што изјавам и што кажувам во врска со квалитетот на водата за пиење. Од кај да знаеме дали имало и претходно појави на зголемено присуство на арсен во водата, кога не направиле задолжителни законски анализи на водата, вашите директори. Од кај да знаеме колку контаминирана вода имат испиено граѓаните на општина Валандово, затоа што службите не функционирале. Системот кога е срушен, многу е тешко пак да окренеме на нозе. А за жал, за 8 години сте го срушиле сериозно системот на функционирање. Почнуваме од нула. Нема улје во камионите за собирање на смет. Против пожарните возила беа пола надвор од употреба, за да се бориме со огнените стихии.
Тоа не е систем, тоа не е градење на систем, тоа е рушење на системот. И за тоа некој ќе одговара. Бидете сигурни во тоа. Јас од овде на целата јавност и давам збор. Ќе одговараат сите кои што го рушеле системот 8 години. А затоа, дали, како, колку, колкава е концентрацијата, некои не беа свесни, такво било присуството на арсен во водата, такво било, огромни биле количините, што ние мрдните сме во паметот да им дозволиме на граѓаните, ако е таква состојбата со водата за пиење, да ја консумираат. Или од вчера, гледам има прашање од вчера, затоа што има дополнителна анализа на водата за пиење во цела општина, наместо еднаш 2 пати неделно. Дали затоа системот за оној, како да кажам, рачниот систем за ставање на хлор во водата не е опасно од мој агол гледано, но ние како институции мораме да ја забраниме водата за пиење во пирава. Дали ви е јасно дека на почетокот на 25-та се направили 3 анализи вонредни за присуство на манган? Зошто се правили? Вонредни анализи се прават ако има некој зголемено присуство на некој си забранет елемент во водата. А никаде го нема, никаде нема анализата од основното испитување. Зошто се прават 3 анализи? Еве, јас може би не се сеќавам, ама водата во Валандово никој пат до сега не е била забранета за пиење. Затоа ќе треба да дадат одговори. Тие што биле во тој момент и требале да го направат тоа. А дека некој се грижи, или помалку се грижи за хистерија, за кревање паника во јавноста, знам дека сте шампиони. Ви подавам рака за тоа. Ама за рушење систем, па ви нема рамни. Се сте срушили. Ќе го изградиме набрзо, ќе застанеме се на нозе, ќе ги вратиме долговите, веќе институциите почнаа да функционираат, гледаме, се вршат анализи, гледаме дека водата не кај што има проблем се забранува, а порано ништо, се било пуштено да си функционира. Си оделе по одмори, си уживале, многу им било гајле каков квалитет или дали било безбедна водата за пиење за граѓаните во општината. Затоа сега имаме навремени анализи, навремено ги предупредуваме граѓаните за тоа што се случува со водата и полека на сигурно системот на функционирање се враќа онаму каде што е на местото во рамки на законскиот ред. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Благодарам председателке. Градоначалник, како успеевте ова пак повторно да ја синете на политичка зборување, ваши, наши, тие претходни, ваши, овие, оние, значи, кога е загадена водата, јас не мислам дека само едните пијат вода, па другите не. Кога ќе се отруваат децата, јас не мислам дека само на едни децата ќе се отруваат, другите нема да се отруваат. Значи, вие, ако имате некои информации за претходните директори, било кога, и пред 8 години, и за овие 8 години, значи, ако викате дека ние сме селективни, јас и верувам и колегите, ќе се подпишат на тоа обвинение, секој да одговара што сгреши. И тоа е јавно, јас го ветувам дека ќе се подпишат, ако некој сгрешил, нешто крие. Значи, ние тука не зборуваме за наши, ваши, оние, овие. Ние само баравме да поставиме прашање и некои работи да се изјаснат и граѓаните да се уверат за тоа што. Јас верувам се дека водата во Валандово и во Чавакли, и во Дедеви, и во други населени места се пијат. Ама има многу граѓани што се уште имаат страв, не пијат. Не е лошо да дојдат директор. Не знам зошто толку паника. Да дојде директор или дополнително ние што сме биле по институции, јас сум советник. Имам право да побарам и информација, и документација, и тендерска постапка, сите работи, папирологија да ми ги достава директорите. Да, имам. Ќе ги го најдам членот, кај што имам право да побарам такви информации. Како советник. Како советник имам право. И друго, значи, без врска ова го зборуваме сега за пред 5 години, за пред 8 години, па пред 20 години, не знам што. Ако имате информации, има институции, поднесете, јас ќе се подпишам таму, за да видите дека не сме селективни, тука бараме од секој одговорност тие што сгреши. Благодарам.
Значи истото, јас воопшто не мислам дека сум позагрижена од вас, не знам како го извртивте тој измове дека се ние сме загрижени, вие не истата вода ја пиеме. И сакам да се апелирам и јас до градоначалникот, доколку смета дека во минатото што имало пропусти, дали може градоначалник да вас се поврека, доколку сметате дека во минатото имало пропусти, вие сте сега локална власт, имате можност, институција, обврска, еви јас јавно повикувам, направете ревизии. Доколку некој сгрешил, некој одговара. Ние тука не застануваме никого да браниме, без разлика од која партија доаѓа. Кој си зател во работата, кој не си постапил, слободно да му правите ревизија и нека се одговара. Постои документација службена, или може да се спровери и секој кој што со својата работа свесно или не знам намерно или несвесно наштетил на здравјето на граѓаните, секој треба да одговара. Благодарам. Благодарам, нали, сега само на кратко јас, па да продолжиме со точките од дневниот ред, меѓутоа ова беше нешто што ги засега сите граѓани, па горете ја малку да продискутираме околу некои работи. Јас 3 пати потенцирав дека не треба да се прави селекција, дека водата сите ја пиеме, дека воздухот сите исто го дишиме, јадењето сите исто го јадеме. Меѓутоа, пак ќе прашам, еве кој што ми рековте преска дека имало записник од седницата кај што бил претходниот директор, прашам, ќе ве замолам еве за наредниот совет, донесете го записникот, да видиме што кажал директорот, а и уште едно само да потенцирам, еве не знам како би се докажало тоа, после 2 години или година време колку беше од ставањето на бензин во водата во Пирава, кога ги зема мустрите за испитување, водата 3 пати беше испуштана од базинот по кој што се полни. Еве, вашиот колега советник од СДСМ, од Пирава исто, Крсте Тодоров, може да ме потврди, или па еве ако сака нека ме негира, па еве нека излезе слободно пред своите сограѓани и нека каже дека не беше така и дека не беше ставено бензин во водата наместо хлор, па да видим, и стварно ќе ве замолам, донесете го записникот, па да видиме директорот што кажал и како кажал, за да бидеме информирани. Ушова на кратко, председателте, јас не ги спорам извештаите, се случило. Да има поголемо количество арсен. Се случило, се случува. Не се случува, ама не се случува бензин да има. Ама чекајте, бензин има. Многу е важна суштината, кога ги изгласувате граѓаните дека водата не е за пиење. Веднаш и калкулирате, многу е битна таа суштина, меѓутоа за тоа баравме да бидат тука директорите, ама може би градоначалникот располага со тие информации па кога ќе дојдат на ред политичките прашања ќе да прави. Колешки граѓаните на Пирава не ни бе известни дека водата за пиење не беше. Тоа се наговорува. Добар ден на сите, повеќе пати бев прозван председателката. Јас не сум суд да судам дали имало бензин во водата, беа известени граѓаните и тогаш во коментариот доздолу пишува дека водата мирисе на бензин, дека ставиле бензин. Никој пат не се докажа кој ставил бензин, дали ставил бензин, инаку водата можеме да потврдиме дека мирише на бензин. Благодарам. Крсте, се знаеме сите многу добро и знаеме што и како беше, нема потреба да се лажаме, а мислам, еве, после ќе излезеш во центарот во село Пирава и кажи им го тоа и нели на нашите сограѓани, дека не се информиран што и како било. Мислам, стварно не е коректно, меѓутоа не обвинуваме, не сме суд, точно е, меѓутоа само јас сакам да прашам, зошто тогаш не бевте заангажирани и загрижени? А што и како било, ако си има институции, ќе се докажуваат, ќе се оправат и тоа е тоа. Тоа е. Јас пак реков и пак ќе кажам. Не сум јас суд да кажам, може секој било што да каже. И јас сега можем да ви кажам, го ставил тој бензин, тој тиесе, младите рекла казал да обвинем некој да покажем со прст на неосновано или на недокажано. Јас не реков дека некој го направил тоа, нит потенцирав некого, нит осудив некого. Само јас прашав дали мирисеше водата на бензин и дали беше помешан од хлорот со бензинот. Толку. А кој го направил, како го направил и зошто го направил, нит потенцирав некој, нит обвинив некој. Јас не сум таа која што суди, исто ни ти, ниту па граѓаните, си има институции за тоа и тоа го решават. Меѓутоа само прашав, дали имаше бензин во водата во Пирава? Толку. Доколку нема некој друг нешто да каже, да продолжиме со дневниот ред. Отварам расправа по однос на точките од дневниот ред. Дали некој бара збор?
Доколку никој не ме разбор, ги ставам од точките од дневниот ред на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоен дневниот ред за 12-тата редовна седница на Советот на општина Валандова. Пред да пристапиме со работа од точките од дневниот ред, отварам расправа по однос на записникот од 11-тата редовна седница. Дали некој ва разбор? Доколку никој не ва разбор, поставам записникот на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоен записникот од 11-тата редовна седница. Точка 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за кварталот 1 јануари 2026 до 30 јуни 2026 година. Замолувам представникот од општина Славица Пекаја да се произнесе по однос на оваа точка. Повели Славица. Почитувана председателке, почитувани советници, почитуван градоначелник и почитувани граѓани на општина Валандово. Во овој квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период од 1.1.26 година до 30.6.26 година имате доставено 3 образци, тоа е крајен образецот, реализација, односно извршување на буџетот на општина Валандово во овој 6-месечен период, К2 образец, тоа е образецот за обврските кои што ги има општина Валандово и К3 образецот во кој што се искажуваат кредитите со кои што ги има општина Валандово. Имавте доволно време да ги разгледате сите овие, меѓутоа заради јавноста сакам да потенцирам дека приходите во овој извештаен период од 6 месеци, од 1.1. до 30.6.26 година, вкупно приходи кои што се планирани 396 милиони 043 илјади, реализацијата е 165 милиони 299 илјади 063 денари. Или тоа е 41,73% од реализацијата на буџетот за овој 6-месечен период. Од вкупните расходи кои што се планирани за оваа година во буџетот на општина Валандово, од 396 милиони 043 илјади реализирани се расходи во вредност од 159 милиони 327 илјади 508 денари. Или реализацијата на расходите во овој извештаен период е 40,23%. Сакам да потенцирам дека остварените приходи во периодот од 1.1. до 30.6.26 година изнесуваат во основниот буџет. Приходи се реализирани во вредност од 45 милиони 706 789 денари. Буџетот за наменски дотации реализирани се приходи во износ од 105 милиони 752.510 денари. Буџетот на самофинансирачки активности реализирани се приходи во вкупна вредност од 3 милиони 214.878 денари. Буџетот на донации 8.508 денари и капиталните приходи се во вкупен износ од 10 милиони 616.378 денари. Или вкупно реализирани приходи, тоа се 165 милиони 299.063 денари. Исто така сакам да потенцирам дека во овие 6 месеци, овдека имате детално образложено и проценти за реализација на даночните приходи, неданочните приходи, трансферите, дотациите, донациите, капиталните приходи и исто така извршување на расходите. Во расходите ги имаме платите и надоместоците на вработените, стоките и другите услуги, субвенциите и трансферите, социјалните бенефиции и капиталните расходи. Меѓутоа овдека сакам да истакнам кои капитални расходи се реализирани и исплатени во периодот од 6 месеци. Овој извештаен период. Значи, овдека имам исплатено 4 милиони 086.325 денари реконструкција на дел од улица Маршал Тито во Валандово, тоа е улицата под полициската зграда. 79
1.806 денари изработка на геодетски елаборати за капитални проекти за потребите на општина Валандово, 1.615.434 денари изградба, реконструкција и санација на локални улици на територијата на општина Валандово, 5.762.643 денари реконструкција на подрачното училиште Даме Груев во село Брајковци, 382.957 денари санација на внатрешни видови во детската градинка во село Брајковци, како и 110.400 денари купување за опрема за потребите на општина Валандово, овдека влегуваат пумпите и тримерите. Исто така во буџетот за дотации имаме реализација на 133.836 денари и тоа 39.000 купување на опрема за климатизација во средното општинско училиште Коце Делче Валандово, 27.636 денари купување на информатичка опрема за потребите на основното општинско училиште Страшо Пинџур во Јосипово и 67.200 купување исто така на опрема компјутери за потребите на културниот центар 25 мај. Значи, од вкупно реализираните расходи за извештајниот период од 1.1. до 36.26 година во износ од 152.327.508 денари, распоредот е следниот, процентуално е изразен. Значи, трошоци за исплата на плати на доместоци од плати 104.697.144 денари, или тоа 65% за пирка 71 од вкупно реализираните приходи, стоки и услуги 30.575.350 или 19,19%. Каматни плаќања имаме 33.879 денари или 0,02% од вкупно реализираните расходи. Субвенции и трансфери имаме 9.114.255 или 5,72%. Социјални бенефиции 306.119 денари или 0,19%. Капиталните расходи се во вредност, значи реализација на капитални расходи исплатени имаме 14.600.761 или 9,17% од реализираниот буџет во овие 6 месеци од 159.327.508 денари. Во К2 образецот ни се сите опрески кои што ги имаме во овој извештаен период, дадени ви се по месеци. Последниот месец, јуни месец, општина Валандово има обврски во вредност од 38.519.901 ден. И тоа обврските значи тоа се обврските за месец јуни. Доколку има некои прашања, објективно за говори и јас и градоначалникот и К3 образецот, ни образецот за кредити, тоа е кредит од 3.400.000 денари, кој што го исплаќаме по 157.422 денари два пати во годината. Толку има да ви кажем, имате образложение, имате К1, К2 и К3 облаците, доколку сакате некој одговори, овде сме на располагање да ви одговориме. Ви благодарам. Благодарам, Славица. Отворам расправа по односно оваа точка. Дали некој ба разбор? Доколку никој не ба разбори, оставам точката на гласање. Кој е за? Против? Воздржан? Со 7 гласа за и 7 воздржани не е усвоен констатирам дека не е усвоен кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период за кварталот 1 јануари 2026 до 30 јуни 2026 година. Точка 2. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2026 година.
Со оваа одлука се врши пренамена на средствата од ставка Советот на општина во општинска администрација за износ од 300.000 денари кои што се потребни за спроведување на проектот за јавнување и учување на лицата со попреченост, проект кој што општина Валандово го прави во соработка со Институтот за развој на заедниците. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоена одлуката за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Валандово за 2026 година. Точка 3. Предлог одлука за сопствено учество во реализација на проект изградба на детска градинка во општина Валандово. Со оваа одлука општина Валандово дава согласност за сопствено учество во реализација на проектот изградба на детска градинка во село Пирава. За реализација на овој проект, општина Валандово како партнер ќе учествува со сопствени средства на разликата од учеството на Министерството за социјална политика, демографија и млади на Република Македонија. Вкупната вредност на овој проект по спроведена евалуација на пристигнати понуди е во износ од 26.054.923 денари со вклучен ДДВ, од кои општина Валандово ќе учествува со 2.362.884 денари со вклучен ДДВ. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоена одлуката за сопствено учество во реализација на проект изградба на детска градинка во општина Валандово. Точка 4. Предлог одлука за измена на одлуката за сопствено учество во реализација на проект реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово. Со оваа одлука се врши измена на одлуката за сопствено учество во реализација на проект реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово, која што беше донесена на Советот на општина Валандово на 8-та редовна седница на 12.3.2026 година. Промената се врши во делот на учеството со сопствени средства во вредност од 20.829 денари и се заменува со текстот за реализација на проект реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово. Општина Валандово ќе учествува со сопствени средства во вредност од 307.510 денари со вклучен ДДВ. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоена одлуката за измена на одлуката за сопствено учество во реализација на проект реконструкција на пристапна улица, паркинг и парк во Валандово. Точка 5. Годишен извештај за работата на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Валандово за учебната 2025-2026 година. Да го почекаме само директорот на Основното училиште. Добар ден, директорке. Добар ден. Замолувам да се произнесете по однос на годишниот извештај за работата на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Валандово за период 2025-2026 година. Повелете. Годишниот извештај за учебната 25-26 година представува сеопфатна евалуација на работата на Јосип Броз Тито Валандово и степенот на реализација на годишната програма за работа на училиштето. Од извештајот може да се заклучи дека училиштето во најголем дел ги има реализирано планираните активности, при што посебно се издвојуваат подобрувањето на условите за работа, реализацијата на наставата, инклузивното образование, професионалниот развој на наставниците, ученичките надпревари, проектните активности, грижата за здравјето и безбедноста на учениците и соработката со родителите во локалната заедница. Ко особено значени резултати ги издвојува подобрувањето на инфраструктурните и техничките услови, односно целосната реконструкција на ПУК Даме Груев во Брајковци, постигнатите резултати на учениците на надпревари, имаме доста државни и меѓународни награди освоено, развој на инклузивната практика и активното учество на учениците во креирањето на безбедна училишна средина. Истовремено извештајот овозможува реално согледување и на областите за понатамошно подобрување, пред се намалување на неоправданите изостаноци,
подигнување на средниот успех и обезбедување на уште поголема доследност во реализацијата на дополнителната настава. За мене најважна вредност за овој извештај е тоа што тој не го прикажува само она што е направено, туку представува основа за анализа, донесување корективни мерки и планирање на идниот развој на училиштето. Како клучни пораки кои би ги нагласила, значи планираните активности од годишната програма во најголем дел се реализирани, се следи наставата преку планирање, увидиме часови, методи на работа, оценување и ИКТ постигнувања. Особено внимание е посветено на инклузијата, менталното здравје, безбедноста, редовноста и индивидуалната подршка. Училиштето развива соработка со наставниците, родителите, учениците, локалната заедница и институциите и извештајот ги препознава исто така и слабостите и представува основа за следниот циклус на планирање и подобрување, односно за следната годишна програма. Ако имате прашања, повелете слободно. Благодарам, директорке. Отварам расправа односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоен годишниот извештај за работата на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Валандово за учебната 2025-2026 година. Точка 6. Годишна програма за работа на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Валандово за учебната 2026-2027 година. Замолувам директорката Марина Рилкова да се произнесе по однос на оваа точка. Повелете, директорке. Па вака, значи годишната програма за работа на Основното училиште Јосип Броз Тито Валандово е основен стратешки и оперативен документ за планирање, организирање и следење на целокупната работа на училиштето во текот на учебната 26-27 година. Значи таа не е само административен документ, туку представува патока за развојот на училиштето во кои се утврдени потребите, приоритетите, целите, конкретните активности, носители, временски рокови, ресурси и индикатори за успешност. Оваа програма е изработена врз основа на согледувањето од претходниот период, самоевалуацијата, потребите и интересите на учениците и наставниците како и реалните можности на училиштето. На тој начин, значи, нашето планирање, односно годишната програма не е произволна, туку се темели на реална состојба и на потребата од континуирано подобрување. Посебно значење имаат мисијата и визијата на училиштето, кои се насочени кон креативно учење, личен, емоционален, социјален развој на учениците, современа и квалитетна настава, здрава училишна средина и почитување на различностите. За учебната 26-27 во поглед на воспитно-образовната дејност издвоени се две приоритетни подрачја на промени. Прво е намалување на доцнењето, односно отсуствата и подобрување на редовноста на учениците со поставена цел намалување на доцнењето и на оправданите отсуства на најмалку 20%. Второто е подобрување на квалитетот на наставата и системска примена на формативното оценување со цел подобрување на постигањето на учениците и зголемување на просечниот успех за 1,5%. Во поглед на ова веќе имавме наставнички совет, во поглед на доцнењето имавме предлог од наставнички совет од наставниците, промена на работното време, односно распоредот на часови кај нас е направен помеѓу сите часови има пауза од 5 минути одмор, само помеѓу втори и трети час има одмор од 10 минути, забележено е дека учениците на тој одмор го користат за купување храна, јадат за време на тој одмор и заради тоа е предложено од наставници да се скрати тој одмор на 5 минути, тие 5 минути да се додадат за време на големиот одмор. Во тој поглед исто така се планирани работилници со родителите, исто така и за квалитетот на наставата и системската примена на формативното оценување. Забележено е дека кај учениците се помала мотивацијата за учење, исто така фокусот кој што го имаат за време на часовите е многу мал. Предвидени се обуки за примена на интерактивни средства за време на наставата, модернизација на наставните часови, за да може да го задржиме повеќе вниманието на учениците. Особено ја издвојувам исто така системската примена на формативното оценување, затоа што таа овозможува наставникот на време да го следи напредокот на ученикот, да дава квалитетна повратна информација и да ги приспособува методите на работа според потребите на учениците. Значи во програмата исто така се предвидени обуки за наставниците, внатрешно евалуирање на часовите и анализа на успехот. Важен квалитет на програмата е тоа што за поставените приоритети се определени конкретни активности, индикатори за успех, носители, временска рамка, ресурси и тимови за следење. Со тоа се обезбедува одговорност и можност реално да се измери дали поставените цели се постигнати. Програмата исто така предвидува и систем за евалуација, преку кој реализацијата ќе се следи со анкети, прашалници, обсервација, анализа на успехот, податоци од електронскиот дневник, евиденција на доцнењата и отсуствата и извештаите од стручните органи.
Како критериум е предвидена реализација на најмалку 80% од планираните активности и подобрување на резултатите според поставените индикатори. Од аспект на раководењето, за мене оваа годишна програма е механизам преку кој се обезбедува координирана работа на сите учесници во воспитно-образовниот процес, директорот, наставниците, стручната служба, учениците, родителите, органите на училиштето. Како директор, моја цел е програмата да не остане само документ, туку да биде активно применуван инструмент за управување со училиштето, со редовно следење на реализацијата, анализа на резултатите, навремено преземање корективни мерки и континуирано унапредување на квалитетот на воспитно-образовната работа. Значи, најважно, годишната програма воспоставува јасна логика, согледана состојба, приоритет, цел, конкретни активности, индикатори, следење, евалуација, подобрување. Токму ова ја прави оваа програма реална, мерлива и развојно ориентирана, а не само формален документ за планирање на работата на училиштето. Доколку имате прашање, слободно повелете. Ги имате материјалите. Благодарам, директорка. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој барат збор? Повели, колеги. Благодарам, председателке. Добар ден, директорке. Вака, може и прашањето што ќе постава, може не спаѓа во годишниот план за работа на школото, но ние се слушнавме и по телефон да дискутиравме за еден проблем, што се соочуваат децата од Дорломбос, фактички децата што се од други општини. После дискутиравме и со директорот на Гоце Делчев. Има една законска пречка што тие деца што сакаат да учат во нашата општина, а се од друга општина, не можеме да им обезбедиме превоз. Тие сакаат да учат во нашата општина, затоа што тие повеќе гравитираат во нашата општина, отколку во нивната општина, како децата од Дорломбос, од Фурка, од Курдамца, што имаше децата претходно. И градоначалникот е тука, тие деца уште инсистираат да учат во нашата општина, например во Чалак или во основното, затоа што и таму има настава на мајчин јазик, а во Струница нема основно на мајчин јазик до сега до 9-то одделение. Дали и можеме да најдеме некој начин за да им обезбедиме на тие деца превоз. Благодарам. Благодарам, колега, повели. Вака сега, јас не се сметам надлежна да одговорам на ова прашање, заради од тие причини доставени се барањата на родителите, на учениците што учат тука, а се од Дорломбос. Доставено е барањето на ваше разгледување како Совет на општина Валандово, затоа што сметам дека нити како директор смеам да одлучам за кои ученици треба да обезбедам превоз, нити сметам дали треба или не треба да се организира. Така да оставено е на вас да одлучите, како ќе одлучите, така ќе постапи. Мислам, ние прашање дали можеме да најдеме начин. До сега се наоѓало начин. Сите директори до сега што обезбедувале превоз, покршили законот. Да не ги ококоруваме очите само, покршили законот. Затоа што Дорломбос не спаѓа во општина Валандово. За основно образование и за средно образование. Доколку се запишува во средното училиште во земјоделско, матичната општина во Дорломбос, на Дорломбос е Струница. Тоа образование го има во Струница. Секоја општина, секој директор кој што исплаќа за превоз на ученици, кои што го имаат тоа средно училиште во нивната општина, е надвор од законот. Во друга општина може да се запишат само учениците доколку го немаат тоа образование средно во нивната општина. Тука расчисти. До сега е плаќан. Иако земјоделска школа има во Струница, сите знаат. И го кршиле законот. За основно, да кажем. За основно, исполнени и за средно. Прво расчистувано со средно, значи вие спомнати за средно. За основно образование до 5-то одделение има настава на мајчин јазик на турски во Маршал Тито во Струница. Така. Дорломбос не спаѓа во општина Валандово, ниту по реализацијата што е од 65-та ли беше. Ниту пак сега можеме согласно новиот закон за територијална организација. Значи секоја исплата на средства за превоз на ученици од друга општина е противзаконска. Што ќе ни се случи ако нема и во Велес и поврат во Валандово да ги носиме на школа?
Немам ништо против некој да го извршува своето образование на мајчин јазик било каде. Но овде се судираме со законот, јасно и децидно стои. Дали до сега било правилно, не било правилно. Дали ќе се најде некој решение, јас инициирам основното училиште од Валандово да се обрати и заедно со општината за мислење, правната служба заедно со општинското основно училиште во Валандово да се обратат за мислење до Министерството за образование. Има закон оваа држава, затоа ви викам, системот никој пат не смееме да го рушиме, затоа што после ќе ни се удри од глава се. А и за ова ќе попуштиме, а и за ова. Што ќе се случи сега ако за тие директори некој поднесе кривични пријави? Затоа што исплакале надвор од законот средства. Еве имаме тука луѓе што знаат што се финансии. Мора тоа да се доуреди на друг начин. Според сегашниот закон, кој што е на сила, немаат основ како да плаќаат превоз. Иако го правеле, ако мислам, чинам на 20 години тоа. Требало да се базираат на некои си мислења, одобрување или било што од страна на повисоките институции во државата. Па макар да се интервенира и во Законот за основно образование во тој дел. Имаме ние ситуации кога одредени општини плаќаат превоз на ученици од нашата општина. Иста е ситуацијата. За исто образование во друга општина. И тоа е кршење на закон. Затоа што децидно стои кога се плаќа превоз, кога се обезбедува сместување бесплатно за учениците во основното образование, односно во средното во овој случај. Ако го нема тоа образование во општината од каде што доаѓа ученикот, тогаш државата, односно училиштето во кое што се запишува е должно да му обезбеди превоз и сместување, бесплатни интернати, бидејќи средното образование е задолжително. Во секој друг случај е кршење на законот. Исто станува збори за децата, малку се, но сепак чинат, не е битно колку пари се е превозот за тие деца да дојдат во нашата општина, но сепак такво плаќање било надвор од законот. Затоа мора да се, дали ќе се интервенира во законот, дали да се побара мислење од повисоките инстанции, бидејќи ние основното образование го финансираме од државниот буџет, односно преку блок дотации. И согласно тој закон за блок дотации и распределба на истите, имаме и обврски како да ги трошиме парите. Односно, директорите имаат обврски да го почитуваат тоа закон. Не може советот на општината да донесе одлука дали да го скршиме законот или не. Никој пат советот не може да се стави повисоко од законот на државата. Се знае, ние можеме да си донесеме одлука на советот за се и се што не можеме. Можеме да донесеме таму кај што ни се ингеренциите на советот, не надвор од нив. Че има период од 1 месец, дали би интервенирале во некое си законско решение, например, еве, ќе дадам предлог, преку Комисијата за образование при Собранието да се иницира закон преку пратеничките групи за измени, доколку во општината во кое што нели во овој случај немаме од 5-то до 9-то оделение, а од 1-то до 5-то имаме, од 6-то до 9-то немаме во Струмица. Како да постапат околните општини? Може ли да ни се случи од овде до Прилеп да немаме до 9-то оделение и некој од Прилеп да дојде во Чалот да му обезбедиме превоз? Пример, ако можеме, ако дозволиме во Долбонвоз, ќе треба да дозволиме и во Прилеп. Јас не го знам распоредот, затоа треба директорите и сите институции да бидат покриени со закон. А дали нешто ќе се направи некој, да предложиме, да седнеме да направиме предлог за измена на законот, доколку помалите заедници не можат да го остварат своето образование во општината, под кои услови можат во некоја соседна општина или во најблиската општина да го направат тоа. И пак не знам како ќе се судриме, на кои се можеме да бидеме најблиска општина кои што имаат на турски до 9 оделение образование.
Благодарам градоначелник. Доволен. Благодарам председателке. Точно така, јас дури имам читано законот за основно и средно образование, па и со директорка зборевме, после јас се слушавме и со директорот на средното училиште, се согласивме дека има законска пречка, но еве како што имате некои предложи и правниците нека видат, во законот за основно училиште имаше некои членови каде што пишуваше првото најблиско основно училиште. Значи може и таму да учат, така да не знам сега кој е податок за другом Дали, Валандово и Струица. Нека видат правниците, сепак тоа јас сакам да видат во рамка на законот и ние како совет носиме одлуки, не носиме закони, за тоа сме свесни, но ако најдеме некои алтернативи, родителите, затоа што гравитираат во нашата општина повеќе, би сакале нивните деца да учат во нашата општина. Благодарам. Благодарам, колега. Колега. Барем, јас не сакам да ги ставиме нашите директори во ситуација да укршат законот. За утре, други ден да дојде и да им лепи кривични пријави. За тој по овој основ. Штом го гледаме проблемот, да се најде модел без основа на што ќе може да се повикаат за да го платат превозот и за учениците од други општини. Тоа е тоа. Благодарам градоначелник. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоена годишната програма за работа на Основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Валандово за учебната 2026-2027 година. Благодарам директорке. Точка 7. Годишен извештај за работата на Основното општинско училиште Страшов Пинџур од село Јосипово за учебната 2025-2026 година. Замолувам представникот од училиштето Милош Кецоевич да се произнесе по однос на оваа точка. Ова е Милош. Почитувани советници на општина Валандово за годишниот извештај за работа на училиштето во 2025-2026 година, може да ви кажам дека учебната година ја започнавме со 280 ученици, додека ја завршивме со 281 ученици. Немаме повторувачи и ја завршивме генерално со зголем просечен успех од претходната учебна година. Треба да се истакне дека нашите ученици имаат освоено бројни награди и тоа на меѓународни натпревар по литература, мале морски песме и прича во Будва, Црна Гора, втора награда за Марија Никовска, нашиот мадовнијски оркестар освои прва награда на државно ниво. Имаме и награди индивидуални за други ученици, како нашиот првенец Димитар Гоцков, трета награда на физика, Кристина Сава, трета награда биологија, Хари Трајко, почетно одвоение Хари Трајко и Давид Јосипско превод од природни науки. Учениците беа вклучени во бројни мултикултурни активности. Наставниците поминаа бројни обуки од Бирото за развој на образование, за да бидат спремни за наредната учебна година. Како училиште имаме соработки со бројни владини и невладини организации за успешно организираме заеднички проекти. Благодарам, Милош. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 13 гласа за е усвоен годишниот извештај за работа на Основното општинско училиште Страшов Пинџур од Јосипово за учебната 2025-2026 година. Точка 8. Годишна програма за работа на Основното општинско училиште Страшов Пинџур од Јосипово за учебната 2026-2027 година. Замолувам представникот од училиштето да се произнесе по однос на оваа точка. Ова е Милош. За оваа точка, значи годишна програма за 2026-2027 година, може да кажам дека е изработена комисијски согласно правилникот за форма и содржина на развојна годишна програма. За неа најпрво имаме добиено позитивно мислење од наставничкиот совет и советот на родителите. И преку училишни одбор ја предлагаме до вас како наши основачи. Во годишната програма се содржани податоци за просторните услови, структурата на вработените, структурата на разните органи и активи во училиштето. За наредната учебна година имаме статистички податоци за бројот на паралелките, имаме вкупно 21 паралелка
и 275 ученици во централното и нашите подрачни училишта во село Удово, село Марвенци и село Калково. Во годишната програма се опатени сите потребни информации како ги се одвива успешно воспитно-образовниот процес во наше училиште за наредната учебна година. Во училишната програма е изработена согласно Законот за основно образование и сите подзаконски акти кои што прилегуваат од него за да биде законито направено. Благодарам, Милош. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 13 гласа за е усвоена годишната програма за работа на Основното општинско училиште Страшо Пиндуро Јосипово за учебната 2026-2027 година. Благодарам, Милош. Точка 9. Предлог решение за именување на представник на општина Валандова во училишниот одбор на Основното општинско училиште Страшо Пинџур, село Јосипово. Замолувам председавачот на мандатната комисија Данче Георгиева да се произнесе по односно оваа точка. Повели, Данче. Благодарам, председателке. За представник на општина Валандова во училишниот одбор на Основното општинско училиште Страшо Пинџур, село Јосипово, се именува Митко Анастасов. Благодарам, Данче. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека со 11 гласа за и 2 воздржани е усвоено решението за именување на представник на општина Валандово во училишниот одбор на Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Јосипово. Точка 10. Предлог решение за именување на членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Замолувам председавачот на мандатната комисија да се произнесе по односно оваа точка. Повели, Данче. Благодарам. За членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово се именуваат Драган Чочков и Пепита Маркова. Благодарам, Данче. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 13 гласа за е усвоено решението за именување на членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Точка 11. Предлог решение за именување на член на надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Замолувам Данче да се произнесе по односно оваа точка. Повели. Благодарам. За член на надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиско работење на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово се именува Катерина Беловинова. Благодарам, Данче. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 13 гласа за е усвоено решението за именување на член на надзорниот одбор за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Точка 12. Предлог одлука за давање на закуп на недвижна ствар собственост на општина Валандова на катастарска парцела број 1353, катастарска општина Брајковци. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 13 гласа за е усвоена одлуката за давање на закуп на недвижна ствар собственост на општина Валандово на катастарска парцела број 1353 КО Брајковци. Точка 13. Предлог одлука за продажба на недвижна ствар собственост на општина Валандово на катастарска парцела број 515/4 катастарска општина Радово. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за?
Констатирам дека со 13 гласа за е усвоена одлуката за продажба на недвижна ствар, собственост на општина Валандово на катастарска парцела број 515/4, катастарска општина Рабово. Точка 14. Предлог програма за дополнување на програмата. Се извинувам. Затоа и праша. Во ред. Се враќаме на точка 13. Не гласавте за? Против. Во ред. Затоа и прашав. Гласавте не? Во ред. Точка 13. Предлог одлука за продажба на недвижна ствар, собственост на општина Валандово на катастарска парцела број 515/4 КО Раброво. Констатирам дека со 12 гласа за и 1 против е усвоена одлуката за продажба на недвижна ствар. Точка 14. Предлог програма за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2026 година. Отварам расправа односно оваа точка. Дали некој бара збор? Обележи. Благодарам, председателке. Сега бара во образложение за оваа точка да најдам, ама мислам оваа точка беше за збор за село Казандол, ако не сум грешен. Не може да го најдам образложение. Неколку се. Добро, за тоа. И Казандол е Не таму. само Казандол, туку и некои други делови. Добро, окей. Имаме една заведешка овдека. Со години наназад во село Казандол има еден проблем, што голем дел од селото се води како пашарина. И инспекторатот Има урбанистички план, Казандол. има урбанистички план, ама се води како пашарина и инспекторатот за земјоделие, да го објаснам, ќе видиме кај беше. Инспекторатот за земјоделие на некои сточари од таму им дозволува внатре во селото да направат ова трво за овците и слично. И сега таму знаеме дека имаме и бунарни бушетина за вода на многу блиска локација. Инспекторатот за земјоделие, затоа што се води голем дел од целата како пашарина, им дозволува да направат како трво за овци овона, а на само 100 метри од нашиот бунар, кај што пијат вода, чуваат овци и слично. И сега законот за вода не дозволува такви работи, се коси некаде дали урбанистичкиот план или овие инспекторатот за земјоделие имаат постара некоја си информации за селото, ќе замолам општинската администрација од секторот за урбанизам да постапат комуникација со инспекторатот за земјоделие и да видат што е работата, затоа што има некои граѓани се свесни во селото дека од озгоре кога доаѓа водата надолу, директно влегува во бунарот. Во нашиот и во се соочуваме вакви немили настани кај што се загадува водата. Мислам дека ова е сериозна работа и да се види, ако не и инспекторите наши од општината да излезат на терен, да видат што е работата и да се поправи тоа. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Градоначалник, да одговорите повеќе. Да му одговорам на советникот, што станува збор за препарцелација на урбанистичкиот план. Да ми се случува и во населени места кај што има урбанистички планови, ги има гради, за жал. А ги има многу. Чалаки, Калково, Казандол. Казандол, не се, некои така поединечно. Да не дозволим и овде, дадов задолжение на Обединението за урбанизам, секаде кај што има урбанички плани се наоѓа на државно градежно земјиште да се огласи за да луѓето можат да си ја купат и да можат да градат. Дозволуваме, се дозволувало дивоградби и тешко и сега можеме да ги спречиме, секојдневно се бориме со тој проблем како општина, за да нема повеќе простор за дивоградби на државно земјиште, ќе направиме се, значи и овде станува збор за препарцелација на урбанистичкиот план, за да може на деталниот урбанистички план за Казандол, за да може тие неколку парцели во централниот дел на населеното место да бидат
да бидат подготвени за продавање, да си ги купат луѓето кои што имаат потреба да градат. А во врска со другиот дел од вашето прашање, дека мислам дека преку Агенцијата за пасишта добиваат дозволи за изградба на штали. Добра ви е забелешката, се согласувам со таа забелешка. Тие мора да поберат мислење од општината каде се наоѓа таа парцела од пасиште, за да му дадат дозвола на некој да гради штала. Мислам дека тука има проблем не во комуникацијата, во самиот закон. Не може некој си инспектор од некаде без да побара мислење од општината, без разлика во овој случај во Валандово е, ама сигурно истиот проблем го имаат и во други општини, без да побара мислење, се води пасиште, а може би е дел и од урбанистички план или во фаза на завршна на носен урбанистички план. Што правиме ако таму е предвидена парцела за изградба на куќа, ти веќе ставиш штала. Значи, точно е, значи, ќе се обратиме до институциите, односно до дали беше дирекција сега или некој друг, или агенција за пасишта, не ме фаќајте, или јавно предпријатие, чинам дека јавно предпријатие за стопанисување со пасишта. Мора во секој дел тие да одговорат. Многу често ми се случува да добијат дозвола до последната куќа на населеното место да градат живеалиште за животи. Не е коректно кон останатите луѓе. Ние имаме такви дозволи издадени на неколку места што јас сум се запознал во овој период со проблемите на граѓаните. Мора да се има да се дополни тој закон од урбанистичкиот план, од градежниот опфат најмалку толку и толку метри. Например, не може сега кога овде почнува пасишта, право да му дадеш на некој нели во земјоделие тоа треба да го кренеме на повисоко ниво да се разгледува. Ни се случува често да ни градат штали до последната куќа од населеното место, тоа со дозвол од пасишта. Точно е, на место ви е забелешката е до службите едно задолжение веднаш да ги информираме јавното предпријатие за стопанисување со пасишта, дека од сега натаму нема да сме, односно мора да се консултира со нас како општина за да ги информираме каков опсег, каков е градежниот опфат на секој населено место. Точно така, градоначалник, во текст е, значи, со проблематиката што се наоѓа таму и уште една голема забелешка што имам јас немала тежина во мојот збор, дека во многу блиско место на нашата бушетина, кај што пијат граѓаните вода, има неколку штали, кај што чуваат добитро овци овона, и кога врне вода, така е бушетината е подолу, а стадото се чува малку погоре, оттаму прелива вода директно во нашиот бунар кај што пијат граѓаните вода. Не е лошо инспекторите веднаш, уште во утре, да извршат увид на лице место и ако треба да превеземат некои работи за тоа што да не се повтори, како што се повтори пред неколку недели, да пијат загадена вода или слично, сепак ние сме одговорни и за тие граѓани каква вода пијат. Заказано да зборуваме. А кој пијат загадена вода? Не потенцирам дека пијат, но може да дојде да пијат загадена вода затоа што од трвото, кај што чуваат оние овци таму, кога врне премногу количина на дожд, директно се прелива водата кај нашиот бунар. На многу близко место се трвата кај што чуваат овци и крави во казното. А законот за вода не дозволува во толку близко место ни да има такви работи. Благодарам. Благодарам, колега. Колега началник. Тоа се вика систем, почитуван советник. Сите го знаеме законот, не го почитуваме и си го рушиме системот, се сечиме границите на кои што седиме како институции. И после, без некој да размисли каде ја прави бушетината за казан дом, без да го види заштитниот појас на самиот бунер за вода, кога по секоја цена се гледа нешто, како да кажам, нестручно да се направи,
што не е во согласност со законот, не се случува тоа. Тоа е тоа што ви го зборев пред. Рушење на системот не смееме да го дозволиме ниту вие како советници, ниту ние како општина. Не смееме да го дозволиме. Сигурно такви проблеми има во повеќе населени места, не само во нашата општина, туку на секаде низ државата. Доколку институциите го почитуваат законот, или ќе ги слушат штабите, или нема да направат бушотина на тоа место кај што има штаби. Ме разбавте, нели? Ама веројатно штабите постоеле пред бушотината, така? И сега добива. Има Со одлука од агенција за... Да. Значи, не сме во заштитен појас да се гради. Точно се знае. Ние имаме околу сите извори за вода, ниви кај што се прска со препарати, за среќа се од поголеми длабочини. Бушотините се поголеми длабочини, за среќа веројатно тешко доаѓа во допир со водата. Никаде не е почитуван просторот за заштитниот простор, заштитниот појас. Да се види тоа, ако имаат некој дозвола за да изградат штала, треба да се бара начинот како да се одземе таа дозвола од таа институција. И тој процес веќе кога ќе го заглавиш цел процес, многу е тешко да се вратиш после назад. Тој што може да ги тужи институциите, направил трошок таму за да направи штала. За да не ни се случува тоа, мора да го почитуваат сите закони. Тоа е што го зборувам цело време. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор по односно точка? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 13 гласа за е усвоена програмата за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2026 година. Точка 15. Предлог одлука за измена и дополнување на одлука за определување на централни и основни училишта на подрачјето на општина Валандово. Отварам расправа по односно оваа точка. Дали некој бара збор? Овој е градоначалник. Значи, ова измена не донесовме баш во консултација со правната служба во општината нова одлука, туку ја дополнуваме, ја изменуваме одлуката од 1965 година. Значи, многу е битно некој пат тие документи да стоят, да знаат општината дека функционирала и во тој период би имала историска вредност. Ако го поништиме сега, како документ, како донесеме нов, нема да се знае дека таква одлука сме имале колку општина пред 60 години. Значи, согласно Законот за територијална организација, точно е определено на подрачјето на Централното основно училиште во Валандово и во Јосифово, кои населени места припаѓаат. Точно е определено. Сакам да го дообјаснам и предходната дискусија во однос на доровност. Точно е определено. Значи, ние овде имаме населени места кои што се водат по закон, но во моментот немаат ниту еден жител. Но сепак, како населени места постојат. Калково и Горна Мала, согласно Законот за територијална организација, стана населени места во 2015 година. Претходно беа населени Јосифово. И согласно со тој закон е определено кои населени места, каде и под кој училиште ќе го имаат образованието. Чи точно е определено под подрачјето на Јосиф Брос Тито, Башибос, Бајрамбос, Брајковци, Булунтули, Балинци, Маландово, Дедели, Казано, Кочули, Пирава, Прстен, Раброво, Собри, Татарли, Чештево и Чалаки. А под Страшо Пинџур, значи подрачјето ги опфаќа Башави, Бараки, Градец, Грчиште, Јосифово, Марвинци, Плавуш и Терзени. Значи ова е членот што го менуваме. А со новата одлука гледате дека во старата одлука од 65-та ги нема Удово, Калково, Горна Мала, тие се додаваат.
Да, значи се додава Грчиште, го има и таму и тука го има Грчиште. Има некои населени места кои што не екзистираат во моментот, но постојат согласно законот за територијална организација и мора да стои така во ова одлука. Тоа е, значи, поентата, сакам да кажам дека ова било определено, таква реализација, за одлука за реализација била носена пред 61 година кај нас. Значи, системот постои ради законот, или обратно, законот ради системот. Како сака да го кажете е точно. Секој кршење, рушење на тоа не носи последици. Ако го кршиле 20 години законот за дормалност, можно е да има проблем после од други последици. Мора ние како општина да си го почитуваме законот. Тоа е тоа. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека 111 гласа за е усвоена одлуката за измена и дополнување на одлука за определување на централни и основни училишта на подрачјето на општина Валандово. Точка 16. Предлог одлука за прифаќање на донација столчиња за трибини на фудбалските игралишта на територијата на општина Валандово од Фудбалската федерација на Македонија. Со оваа одлука општина Валандово ја прифаќа донацијата од Фудбалската федерација на Македонија на 2300 столчиња за трибини на фудбалските игралишта на територијата на општина Валандово, од кои 1100 столчиња во сина боја и 400 столчиња во бела боја за градскиот стадион во Валандово, 500 столчиња во зелена боја за фудбалскиот терен во село Пирава и 300 столчиња во сина боја за помошното игралиште во Валандово. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 12 гласа за е усвоена одлуката за прифаќање на донација столчиња за трибини на фудбалските игралишта на територијата на општина Валандово од Фудбалската федерација на Македонија. Точка 17. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на населено место Јосифово, општина Валандово. Со оваа одлука, по повод големиот христијански празник, успење на Пресвета Богородица, воедно и патронен празник во населено место Јосифово, за деновите 27 август 2026 година, односно четврток наспроти петок, 28 август 2026 година, односно петок наспроти сабота и 29 август 2026 година, сабота наспроти недела, го продолжува работното време на угостителските објекти на подрачјето на населеното место Јосифово за 2 часа. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 12 гласа за е усвоена одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на населено место Јосифово, општина Валандово. Точка 18. Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово во првите 6 месеци од 2026 година. Ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 12 гласа за е усвоена информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово во првите 6 месеци од 2026 година. Точка 19. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на Куќ Гоце Делчев од Валандово во износ од 105.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 12 гласа за е усвоена одлуката за одобрување на финансиска поддршка на Куќ Гоце Делчев од Валандово. Точка 20. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на културно-уметничкото друштво Бахаров Чалапри Валандово за реализација на програмски активности и учество на меѓународен фолклорен фестивал во износ од 111.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за?
Констатирам дека со 12 гласа за е усвоена одлуката за одобрување на финансиска поддршка на културно-уметничкото друштво Бахара Чалакли од Валандово за реализација на програмски активности и учество на меѓународен фолклорен фестивал. Точка 21. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на КФМ проект од село Јосифово Валандово за настап во групната фаза од УЕФА футсал лигата на шампионите во износ од 200.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, оставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 12 гласа за е усвоена одлуката за одобрување на финансиска поддршка на КФМ проект од село Јосифово. Точка 22. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Победа од Валандово за реализација на духовните активности во престојната на преварувачка сезона во износ од 350.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 12 гласа за е усвоена одлуката за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Победа од Валандово за реализација на тековни активности во престојната на преварувачка сезона. Точка 23. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Ударник од Пирава за реализација на тековните активности во престојната на преварувачка сезона во износ од 350.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 12 гласа Констатирам дека со 11 гласа за е усвоена одлуката за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Ударник од Пирава за реализација на тековните активности во престојната на преварувачка сезона. Точка 24. Предлог одлука за одобрување на финансиска помош за лекување на Душан Готик од село Марвинци, општина Валандово во износ од 60.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 12 гласа за е усвоена одлуката за одобрување на финансиска помош за лекување на Душан Готик од село Марвинци во износ од 60.000 денари. Со ова се исцрпени точките од дневниот ред. Пред да пристапиме кон советнички прашања, да направиме пауза од 10 минути. Благодарам.